План за раст. Тоа е името на програмата со која Европската унија одлучи приближувањето на Западниот Балкан да го прави наместо со стап, со морков. За земјава, морковот се 750 милиони евра, ако властите ги исполнат ветените реформи. Имаме одлични резултати, знаејќи ја динамиката од претходниот период. Колку владата мисли дека исполнила, колку тоа Брисел ке број како исполнето, се две различни работи. Таквите оценки, а со тоа исплатите, доаѓаат периодично, согласно договорените крајни рокови за одредена реформска активност. Во тој контекст, еврокомесарката за проширување Марта Кос ги предупреди сите земји од Западен Балкан дека се на пат да изгубат 700 милиони евра поради спорите реформи. Македонија, во моментов, ризикува да изгуби десетици милиони евра. There are 10 steps to be fulfilled by June, which are the grace period. They were supposed to be fulfilled in June last year. So this is the system, how it works, the reform agenda, and if they expire and not fulfilled, the money is lost. Најмалку една ланска задача што земјава си ја број за исполнета е на пат да не добие зелено светло од Брисел. Друга пак, од годинава, наликува на обид да се измами системот. И пратениците броја ситно до Нова година, кога на 29 декември ја одржаа последната седница за минатата, 2025 година. Трета точка, дополнет предлог на закон за судски совет на дневниот ред на пленарката со реден број 79 беше и законот за судски совет. Опозицијата веќе најави дека ќе го поддржи, бидејќи станува збор за дел од реформската агенда согласно планот за раст. Но пратеничката Сонја Мираковска од НСДП не пропушти да ги каже своите резерви. Прво не одговара нити на сите забелешки на Венецијанска комисија, каде што беа влезени на оценка две варијанти и не бевме ни сигурни што е тоа што на кој текст всушност Венецијанска комисија дала оценка. Исто така имаше и несогласувања и со препораките кои ги даде оценската мисија. Опозицијата поднесе 13 амандмани од кои власта прифати дел. Не беше прифатено нивното барање да има јавна дебата. Мнозинството остана на ставот дека законот е во согласност со барањата на Брисел. Овде со ваквото законско решение не водиме битка помеѓу власта и опозицијата, туку меѓу старите навики и европските стандарди. Овој закон не е против судството, туку напротив, за судството и за нормално функционирање во ова област. И најважно од се, ваквите законски измени произлегуваат пред се од препораките на оценската мисија на Европската унија. Законот во целина го ставам на гласање. Од оние што гласа, никој не беше против. Вкупно гласа 74 пратеника, од кои 73 гласа за, нема против и еден пратеник е воздржан. Меѓу тие што гласаа за, беа и пратениците на опозицијата. Законот кој го усвоја пратениците на 29-ти, владата го испратила до собранието 20 дена предходно, на 9 декември. Заедно со него, имаше и придружно мислење дека предлогот е во согласност и со препораките од извештајот на оценската мисија на Европската унија и со мислењето на Венецијанската комисија. Зошто се толку важни датумите и постојаното споменување на Венецијанската комисија и оценската мисија? Ако говориме без задршки, одговорот е поради парите. Еве кои и колку пари. Наградата за носење на нов закон за судскиот совет во согласност со оценската мисија за функционирање на судскиот совет од септември 2023 година и мислењето на Венецијанската комисија е 6,4 милиони евра. Така пишува во табелите што се дел од така наречената реформска агенда. Документ во кој владата се обврза дека ќе спроведе задачи, а Брисел дека ќе наградува по принципот остварено, исплатено. Значи, тие реформи не се поврзани ни со Грција, ни со Бугарија, се поврзани со нас. Ако тие реформи ги реализираме, секоја година Македонија околу ќе добива по 250 милиони евра директна субвенција во буџетот како подарок од Европската унија или грант. И тоа е нешто што мораме да го направиме, затоа што тие реформи се добри и за нас, да не зборувам колку ќе значат тие средства директно во буџетот. Во конкретниот случај, новиот закон за судскиот совет требаше да се донесе до јуни 2025 година, согласно реформската агенда.
Бидејќи има грејс период од 12 месеци, не беше прекршен ниту еден рок со тоа што законот беше усвоен на крајот на декември. Но, и покрај тоа, повеќе независни извори говорат дека е речиси известно Брисел да не ја исплати ветената награда. Ивана Петковска со години ја следи и работата на судскиот совет и состојбите во правосудството воопшто. Одлични се познати и препораките на оценската мисија и мислењето на Венецијанската комисија, а учествуваше во работната група за подготовка на законот за судски совет. Од она што го имаме како податок е дека Министерството за правда во исто време законот го има пратено на мислење до Европската Унија, односно Европската комисија и до собранието, со тоа што собранието веќе го има изгласано законот пред Европската комисија да даде свое мислење. А мислењето на Брисел пак говорат упатени извори е дека донесениот закон не е целосно во согласност со препораките на оценската мисија од 2023 година, односно тимот експерти која скенираа работата на судскиот совет по тогашната серија скандали. Од она што ние го знаеме дека станува збор за забелешки кои се однесуваат на дел од постапката за одговорност на председателот на судскиот совет и за изборот на членови на судскиот совет кои што се бираат од редот на собранието. Така што не знаеме точно за кои конкретни забелешки станува збор, меѓутоа она што го имаме како неофицијален податок е дека забелешките на Европската комисија се во тој дел согласно препораките на оценската мисија. Ваквата ситуација можеби ќе се избегнеше доколку се следеше договорената процедура. Затоа прашавме во Министерството за правда. Зошто Министерството за правда не го испрати нацрт законот на разгледување и мислење до Европската комисија, пред текстот да биде усвоен на влада и да биде испратен до Собранието на Република Северна Македонија? Одговорот сугерира дека дури откако законот за судски совет беше усвоен, владата утврдила формална постапка за такво нешто. Согласно насоките на Европската комисија и заклучокот на владата усвоен на 17.2.2026 година, предлог законите од реформската агенда, откако ќе бидат утврдени на седница на влада, се доставуваат до собрание, како и на разгледување и мислење во Европската комисија, со прилог кореспондентни табели доколку има. На истото прашање, од Министерството за европски прашања ни одговорија дека надлежно за законите од областа на правосудството е Министерството за правда. На крај, денеска премиерот Христијан Мицкоски призна дека неодамна донесениот закон повторно ќе се менува. Петиот индикатор и покрај тоа што помина законот за судски совет има одредени лесни забелешки кои што мислам дека се прифатливи и тие многу скоро ќе се најдат пред вас пратениците за усвојување. Не е ништо суштинско, но во рамките на барањата од страна на Европската комисија. Но, ова не е единствениот закон од областа на правосудството кој земјава се обврза дека ќе го донесе, а кој може да не помине во Брисел. Веќе се во собранието и измените на законот за јавното обвинителство. Проблемот тука е што текстот кој што доби зелено светло од Венецијанската комисија, како што предвидува и реформската агенда, не е истиот кој што треба да го гласаат пратениците. Во детали, кога владата го прати предлог законот за јавното обвинителство на мислење во Венецијанската комисија во август 2025 година, во членот 105 пишуваше: Врз основа на фискалната политика и главните категории за проценетите приходи и расходи, висината на средствата за работа на јавното обвинителство изнесува најмалку 0,5% од буџетот на Република Северна Македонија за тековната година. Во превод, тоа е загарантиран буџет од 33,7 милиони евра. Венецијанската комисија во своето мислење ја поздравува ваквата владина намера. Венецијанската комисија го поздравува фиксниот минимум од буџетот доделен на јавното обвинителство и предложеното зголемување. Венецијанската комисија го усвои мислењето во октомври 2025 година. Но кога предлог законот за јавното обвинителство стигна во собранието на почетокот на февруари 2026 година, членот 105 стана 106. Уште поважно, се смени текстот за сумата која му се гарантира на обвинителството. Врз основа на фискалната политика и главните категории за проценетите приходи и расходи, висината на средствата за работа на јавното обвинителство изнесува најмалку 0,4% од даночните приходи на Република Северна Македонија за тековната година, доколку со тоа не се нарушува праведната распределба на буџетските средства и не се влијае врз средствата планирани за сите буџетски расходни ставки. Или, со други зборови,
Од гарантираните 33,7 милиони евра, владата го спушти обвинителството на 13,9 милиони евра годишен буџет. Ако со тоа не се нарушува праведната распредела. Па, прашавме во Министерството за правда. По чија интервенција е сменет членот од законот со кој буџетот на јавното обвинителство се менува од загарантираните 0,5% од буџетот на 0,4% од наношните приходи. Оттаму ни одговорија. Предлог законот за јавното обвинителство е усогласен со мислењата на Секретаријатот за законодавство и Министерството за финансии. Поставивме и други прашања. Еве го одговорот на најважното. Зошто пред пратениците се наоѓа текст чии одредби се разликуваат од оние кои беа испратени на мислење до Венецијанската комисија? Предлог законот за јавно обвинителство беше утврден од страна на владата на Република Северна Македонија на 31.12.2025 година. На 33.2026 година, заедно со Законот за Советот на јавни обвинители, беа доставени на разгледување и мислење во Европската комисија заедно со прегледно согласено со препораките на Венецијанската комисија. По добивање на мислењето од страна на Европската комисија ќе се утврдат следните чекори. Кога кон крајот на март се обративме до делегацијата на ЕУ во Скопје, како ќе го бројат евентуалното носење на новиот закон за јавното обвинителство во верзија која не поминала пред Венецијанската комисија. Оттаму одговорија. Европската комисија што туку го доби на проценка нацрт законот за јавното обвинителство од властите и ќе ги достави своите коментари навремено. Во овој контекст, постоењето на силни законски гаранции за буџетските распределби ќе биде важен аспект на анализата, бидејќи соодветните ресурси за обвинителството и судството се клучен елемент за гарантирање на нивната ефикасност и независност. Паричната награда која Македонија ризикува со законот за јавното обвинителство е 6,4 милиони евра. Ваквиот пристап кој што го има државата остава впечаток. Повторно ќе кажам дека ние реформската агенда не ја сваќаме толку суштински и не ја сваќаме како мотив за навистина да имаме реформи и подобрување на судството, туку повторно ја гледаме како некоја листа која што само ќе ја чекираме и ќе кажеме дали сме исполнили или не сме исполнили одредена активност, а реалната слика и во праксата ќе каже дека ќе покаже дека навистина немаме реформи и дека тоа е само на хартија. Најновиот извештај за исполнетото, а со тоа и за неисполнетото се очекува секој ден.